Уставниот суд на Република Македонија на денешната седница едногласно одлучи да не поведе постапка за поднесените претставки за оценка на уставноста и законитоста на деталниот урбанистички план И-10 во општина Аеродром. Постапката за донесување на деталниот урбанистички план според уставен била спроведена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање. Уставните судии укажаа дека тие ја ценат постапката, а не содржината на планови или нивната усогласеност со други планови. Од аспект на судот, деталниот урбанистички план И-10 е согласно закон и устав. Представката до уставен за деталниот урбанистички план ја поднале 12 физички и правни лица во 2017 година. ДУПот И-10 во општина Аеродром ја опфаќа локацијата кај мајчин дом каде што треба да се гради 9-катната стамбена зграда, на што реагираа локалните жители кои организираа и протести. По реакциите на јавноста, општина Аеродром издаде 15-дневна времена забрана за изведување на градежните работи. Од општината претходно соопштија дека ги имаат доставено сите потребни документи и дека понатаму ќе постапува согласно одлуката на судот. Оттаму посочуваа дека општината, како што на неколку наврати најави и градоначалникот Златко Марин, веќе работи на интерна ревизија на деталниот урбанистички план И-10. Во рамките на овој процес, општината ги прегледа и достави до Уставен суд сите потребни документи поврзани со овој случај. Општинската администрација до Советот ќе достави писмен извештај за сработеното, додаваат од општината. Во однос на мораториумот за градење, општина Аеродром останува на ставот дека тој воопшто нема да го реши проблемот, туку само дополнително ќе искомпликува целата состојба. На сметка на ова, општината може да трпи и финансиски штети, што значително ќе се одрази врз работењето и е спротивно на интересите на граѓаните. Мораториумот не му го одзема правото на сопственикот да гради, не го оспорува носењето на детален урбанистички план и не влие врз маркицата за градба. На овој начин само се блокираат сите други неспорни градби и тековни работи во општината, се наведува во соопштението од општина Аеродром.